Добар ден. Десно пусти микрофонот. Ај, новинари некои од другава страна се? Бевме повикани на Ќе дадам изјава, ќе да возможам прашање. Повеќе. Добро. Ставот мој на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата е јасен. Тоа се работи за јавното обвинителство и судството, односно правосудството во Република Македонија. Но уште еднаш напоменувам. Денеска сме овде присутни за да потврдиме дека го почитуваме уставот и законот во Република Македонија и да оставиме трага од сите овие процеси. Напоменувам дека се надевам дека ќе се одважат поединци во јавното обвинителство и во судството да судат и носат одлуки исклучиво по устав и по закон, ниту повеќе, ниту помалку. Напоменувам дека знам дека најголем број од луѓето вработени во обвинителство и во судство се честни луѓе, еден дел се под притисок и еден многу мал дел се директни извршители и соучесници со извршената власт за незаконски действија. Денеска нема да ги коментирам разговорите во обвинителство, заради тоа што сакам да останам на тоа што го зборувам, да го почитувам процесот. Повелете прашање. Господин Мазаев, говора да тоа за ново кривично дело за примање подкуп. Еве вчера на трибината на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата јас ги кажав моите ставови, би додал само дека една година, може и нешто повеќе, се мачат како да наместат давање на пари на претседателот на опозицијата. Катастрофа. На сите можни начини се обидуваа тоа да го направат. Она што сакам само да го дополнам е дека се подготвува кривична пријава, која што ќе биде составена од моја страна за осмислено нудење на подкуп и осмислено договарање за местење на подкуп. Дали тоа значи дека не сте ги зелена пари? Апсолутно. Ако имаше местење со пари и давање пари, тоа ќе беше објавено сигурно од страна на, не би ги нарекол веќе државни органи, партиските органи во Министерството за внатрешни работи, кои што заедно со такви лица тоа го правело. Што мислите, зошто се крие за целова митинг? Сите сте свесни што се случи со Љубе Бошковски. Овој процес почнува да се организира непосредно пред последните парламентарни избори. Знаете јавно дека го повикав премиерот да каже дали има поставено посебни истражни мерки врз претседателот на СДСМ и лидер на опозицијата. Никогаш не добив одговор на оваа прашање. Апсолутно тоа го знаев. Целиот овој процес кој што се случуваше, апсолутно цело време индицираше дека некој мачи како Назаев да му бутне пари. И секако злосторството кое што оваа власт го прави сите овие години оди до тие крајности, која не само мене, туку најверојатно и на многу наши сограѓани има многу јасно што прават. Дел од овие усмислени злосторства знаеме да ги осознаеме, другиот дел Господа ни е на помош да ни дава памет да може да го спречиме тоа злосторство. Назаев, дадовте ли исказ во врска со обвинувањата во јавното обвинителство и да се браните? Не би, секако дека нема да го користам правото на молчење, ќе дадам исказ во соодветен дел од постапката, а нема да коментирам што денеска се случило заради почит на самата постапка. После вашиот вчерашен настап имаше и владачката ВМРО ДПМН преку соопштение. Ако досега се велеше дека има теквирани материјали, сега веќе има еден чекор понатаму, односно дека се работи за монтирани, сечени, лепени и така натаму. Ваш коментар ве молам и по ова прашање, бидејќи барем во официјалните настапи на премиерот и другите представници највисоки на власта, беше дека се работи за креирани материјали без дополнително објаснување што значи. Јас не сум го слушнал тој исказ, сакам да го видам лицето кое што е дел од извршната власт и ги негира материјалите, за да може да му пуштиме илјадници вакви материјали од негови разговори најверојатно. Она што би го дополнил само и би го потврдил. Секој објавен документ од првата до последната буква и секој изговорен збор од првиот до последен објавен разговор се е вистина. Од почеток до крај.
денеска ДПА одржи пресконференција со адвокатот. Кажа повторно излезе со некакви документи, со некои записи, со телефонски пораки, дека вие го мониторите видат. Ќе добиеме Дуктачи уште дополнителни разговори кои што апсолутно ќе го потврдат тоа што ние го зборуваме и ќе моја отвори предавничката душа на тоа што го правам. Не кон заед, не како опозиција, кон неговите подржувачи и неговиот народ. Други прашања? Благодариме. Благодарам. Благодарам.